Фондот за осигурување депозити од утре треба да почне со исплата на обештетувањето на осигурениот износ на депонентите на Евростандард банка до законски утврдениот максимален износ од 1.850.889 денари. Исплатата ќе се извршува преку Комерцијална банка, НЛБ банка, Стопанска банка АД Скопје и Халк банка. Според информацијата од фондот во Комерцијална банка ќе бидат обештетени депонентите чии презиме почнува на буквите од А до Д. Преку НЛБ банка ќе бидат обештетени оние чии презимења почнуваат на буквите од Г до Л. На депонентите на кои им почнува презимето на М, Н, Њ, О, П и Р ќе се исплаќаат во експозиторите на Стопанска банка АД Скопје на целата територија. И депонентите со презимење на буквите од С до Ш ќе се исплаќаат во експозиторите на Халк банка АД. Од фондот појаснуваат дека депонентите самостојни вршители на дејност со личен труд кои во Евростандард банка АД Скопје во стечај биле регистрирани како трговци поединци или адвокат име презиме или извршител име презиме или со назив на дејноста. Например, месарница, своето обештетување ќе го подигнат според првата буква од називот. Покрај документ за идентификација потребно е да се приложи и доказ за регистрација на стопанската дејност. Граѓаните се уште чекаат во редица пред банките и велат дека не се почитуваат мерките за заштита од COVID-19 и дека чекаат дури и по повеќе сати. Најавено е дека од утре започнува исплатата на оние кои што имаат сметка, кои што имале сметка во Евростандард банка. Дали вие можеби чекате од ред за тоа, имате ли сметка, чекате ли да ви исплатат? Да, добро. Бев јас во Евростандард банка и сега тука во Комерцијална банка сега се префрлим, меѓутоа работите, процедурите, имав нешто пари во Евростандард банка, претходно ги извадив, затоа што претходно пред 4-5 месеца јавија дека Евростандард банка ќе ода со Комерцијална банка во коалиција, наводно, и така ги извадив парите, за да немам некој за какви пари, нели, тоа се така зборува. Иначе, тоа е тоа. И сега чекаме Комерцијална банка, малку е комплицирано, меѓутоа ги средовме работите. Колку време веќе е редица од чекање, од народ, се почитуваат ли мерките? Види, се почитува, меѓутоа нешто досадна работа. Али јас мислам дека за сета оваа работа е крива власта. Да, имам. Тоа е, гледаш од гужви. Колку се почитуваат мерките? Мерките. По многу ли време чекате? Јас сум веќе саат време тука, повеќе. А тука ја тие стари човеци, а јас млад, не сум многу млад. Тие стари човеци, тие за грех тука, за жал, тоа е страшно, грозно. Така ли треба тука? Тоа е, не знам што да кажам, збор немам. Потврдите за собственост на депозит ќе се издаваат директно во банките исплатувачи, кога депонентот ќе дојде во банката да го оствари правото на обештетување. За да се оствари правото на исплата на обештетувањето, депонентот мора да ја подигне и потпише потврдата на шалтер во банката исплатувач, каде е распределен за подигнување на средствата. Полномоштвата, овластувањата кои депонентите веќе ги имаат издадено за располагање со средствата на своите полномошници овластени лица за депозитот во Евростандард банка АД Скопје ќе важат и при исплата на обештетувањето во банките исплатувачи и нема потреба да издаваат нови полномоштва за оваа намена. Банките исплатувачи ќе вршат исплата на средствата само на сопственикот на сметката застапник наведен во потврдата со приложување на важечки документи за идентификација. Народната банка ја затвори Евростандард банка на 12 август годинава поради неисполнување на минимални законски услови за работење. Треба да бидат обештетени депозити во износ од околу 4,4 милијарди денари.